Подобрување на ефикасноста и ефективноста во работењето на јавната администрација во локалните самоуправи и во јавните предпријатија во источниот регион е еден од приоритетите на кои што тие треба и понатаму да му посветат големо внимание за да ги остваруваат задачите што стојат пред нив во однос на граѓаните. Освен тоа, неопходно е да се подобрува и отчетноста, односно транспарентноста, и да се овозможи полесен и поедноставен пристап до услугите. Комуникацијата во услови на пандемија од COVID-19 во изминатиот период се оценува како отежната, особено во директните контакти со барателите и корисниците на услугите. Поради тоа тие биле упатувани што повеќе да ја користат електронската комуникација, како при поднесување барања, забелешки, приговори и слично, но и за подмирување на обврските. Сепак, испитувањето на јавното мислење за квалитетот на услугите на јавните институции во 11 општини од источниот регион, што ги направило Сдруженијето ИНИ од Виница, покажува дека само 24% од анкетираните редовно ги следеле информациите на веб страницата на општината во која живеат. Од нив 62% одговориле дека информациите што ги добиваат им се корисни. Одговорите биле испраќани анонимно преку онлайн анкета, со што им е овозможено на граѓаните да дадат пообјективна оценка за квалитетот на услугите што ги добиваат од институциите на локално ниво. Од комуналното јавно предпријатие Водовод оценуваат дека во текот на изминатата година соодветно ги завршиле обврските околу управувањето со човечките ресурси, односно работењето било во рамки на законските обврски. Во одделението за човечки ресурси се работеше според законските прописи, според колективниот договор и другите прописи кои го детерминираат работењето во предпријатието од аспект на остварување на правата и на обврските од работењето. Се вршеше објавување на огласи, изготвување на годишен план за вработување, оценување на административните службеници, доставување до Министерството за информатичкото општество и слични активности. Граѓаните пред се повозрасната популација се уште преферираат работа на шалтер, но од испитувањето на Сдруженијето ИНИ добиени се резултати дека 88% од испитаниците очекуваат што побрзо да заврши дигитализацијата на услугите и на јавните предпријатија, но и на општините. Забелешките за бавноста на процесот редовно се упатуваат до надлежните, а слична таква имаше и на последната седница на Советот на општина Кочани. Како советник имаме право за работи кои се поврзани со работата со Советот да бараме нови дополнителна документација од општинските служби. Јас тоа го направив за претходниот Совет и добив еден штур одговор дека треба да ги прецизирам целите за кои ја барам одредената документација. И сега барам од стручните служби да ме објаснат каде го тоа пишува, зашто јас мора да ги прецизирам целите, ко барам нешто што е надлежност на општината и јас како советник што можам да го, што треба да ми е достапно. Каде што се донесуваше предлогот за информатичка и комуникацијска технологија, предлог програмата, јас учествував во расправата и дадов предлог за програмата да се изработи ГИС портал. И предлогот со 9 гласа за не беше прифатен. Па еве, почитувани колеги, случајно ви ја видов програмата, еве во камерите, значи вие имате во програмата изработено, дадено за дигитализација изработка на ГИС портал на општина Кочани. Заради подобрување на ефикасноста на јавната администрација од истражувањето што го направи Сдруженијето ИНИ, произлегува и неколку препораки. Тие главно се однесуваат на континуирано намалување на ангажманот на лица преку привремено вработување, а секое вработување во јавните предпријатија и во општините да има оправданост во согласност со фер и транспарентна постапка. Исто така, неопходно е да се спроведуваат обуки во согласност со плановите и да им се овозможи професионален и кариерен развој на административните работници. Треба да се спроведе и оценување на вработените согласно прецизни процедури, а доделувањето на награди или пак на казни да биде транспарентно врз основа на заслуги.